Во текот на она што ни се случува во изминатиот период и откако ја имаме блокадата од страна на Бугарија во однос на патот на Македонија кон Европската Унија, се разбира, секој се обидува на свој можен начин да достигне до одредени лобирања кои што би помогнале во однос на тоа. Добар ден и добро дојдовте во најново издание на емисијата Очи во очи заедно со мене Огнен Јанески. Темата за која што ќе разговараме на 0260 91 924 или 925 или пак преку фан страницата на Facebook Очи во очи е Мицкоски од Брисел дава изјава која што вели за обезбедување на иднината потребни ни се европските интеграции. Во соопштението кое што е испратено се вели: генерално овие неколку дена ќе бидеме во Брисел заедно со подпредседателот Николовски и со меѓународниот секретар Муцунски. Ја користиме оваа прилика најпрвин со Европската народна партија, со политичките партии кои се дел од ЕПП за време на политичкото собрание, да зборуваме за актуелните теми кои што се дел од политиките на ЕПП и предмет генерално ќе биде усвојување на буџетот за 2021 година, предстојниот конгрес кој ќе се одржи на крајот од оваа година, идеолошки конгрес на Европската народна партија. Оваа посета ќе ја искористиме да имаме и средби и голем број настани со политичари кои што се европратеници и председатели на политички партии и премиери, луѓе кои се дел од ЕПП и да ја искористиме оваа можност да зборуваме за како што може поскоро да се отпочнат преговорите со Република Македонија, да се тргне она вето кое за жал нашиот источен сосед Бугарија го има наметнато, да сега во 21. век ние разговараме за теми кои се од век, рече председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски при посетата во Брисел. На тој начин практично, додава тој, ќе се даде дополнителен мотив и стимул на македонските граѓани, на македонскиот народ да веруваат во европските вредности и европската перспектива на Македонија. Апсолутно сме свесни дека оваа влада, предводена од СДСМ и Зоран Заев, практично ја рангираше Македонија како најкорумпирана држава и држава во која владее криминалот и е на најлошото место во Европа. Темата е многу слична како онаа што претходно ја работевме во емисијата во ТЕК, по однос на изјавата која што доаѓа пак од американската амбасадорка која го изрази своето разочарување во однос на непочнувањето преговори на Македонија со Европската Унија и ја продолжуваме само сега од малку поинаков аспект. Се разбира, може да се зборува за спорот со Бугарија, да се зборува во однос на односите со Бугарија, за изјавата која што ја дава Мицкоски од тој аспект и работата на опозицијата наспроти работата на власта кон она што представува надворешна политика и европски перспективи и пристапност до Европската Унија од наша страна. Доколку имаме некој на линија, може да одиме директно со вклучување. Добар ден. Добар ден. Да, добар ден, повелете. Нека дадам само лично моја мислење, не мора да е точно. Да, повелете. А другиот тројца што се Мицкоски, Николовски, Муцунски, само тим че е проевропски. Мицкоски и Николовски не се тоа. Но отом потом ќе видиме. Нешто друго сакам и веднаш ќе прекинам да не останат гледачите. Дали сте размислиле зошто владата во петокот донесе одлука за стопирање на издавањето на пензиите преку банките? Да, ве молам, тоа не е тема од оваа денешна емисија. Знам и ќе прекинам тука. Добро. Нека размислете вие. Бидете поздравени, се негово. Благодарам и јас ве поздравувам. Убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Повелете, добар ден. Добар ден, ако Да, сум на линија. вие сте, повелете. Благодарам. Ми се чини дека господинот Мицкоски и Николовски никогаш не се искажале за доброто на оваа држава, никогаш не е поддржале досега сите напори кои што ги вложила се досегашната влада, се значи во смиена форма, кажуваат дека сакаат да влезат во НАТО, со во ЕУ, така сето тоа да го да го постигнеме, но од друга страна работат обратно, да не влеземе, да не почнеме преговори, и сето тоа го прават на некој начин само во интерес нивни, во интерес да добијат некакви поени, од една страна сакаме, а фактички не сака апсолутно. Единствена цел нивна е да не успеат преговорите, да не успее ветото да остане и да дојдат на власт. Меѓутоа и од едните и од други сме задоволни што сме, но изгледа никако не сме задоволни. Поарно, и едните и другите да не се трудат,
да не обструираат и значи голем нема да имам ноце за тоа, ни на нивното кажување не веруваме многу и би било подобро и за државата и за народот и за воопшто за државата Северна Македонија, стварно ќе биде тие да не, значи како опозиција да не учествуваат стварно, да не преговараат, да не договараат, колку што се понивно, да речеме, се трудат во ствари работа противна насока на стрелките на движењето на часовните. Благодарам, поздрав. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Да, поздрав доктор Родни и доктор Лиза Четеј. Благодарам, поздрав, повелете. Јас слушав Цабалева, ве се слушав дека Мицковски, Николовски и Муцунски се во организацијата на народни партии да учествуваат во Германија. Прво и основно искам да ви кажам, јас не да не учествуваат. Мицковски начело со Николовски и Муцунски треба да размислуваат државнички. За оваа држава, а не да бидат само за своите интереси. Искрено да ви кажам, со таа изјава негова што ја дава, дека РДС и Зоран Заев биле криминалци, ја уништиле државата. Искрено да ви кажам, нас се не води никаде ова сега фактички состојба што ја изјаснува, што искажува Христијан Мицковски. Прво, никого не го интересира за Зоран Заев или за кој бил егоистички да размислуваме во тој поглед. Затоа, јас како голем интелектуалец од високата интелигенција, Христијан Мицковски е професор доктор. Срамно е тој вокабулар да го користи кој бил криминалец, како е краде државата, како се развила корупцијата. Тој сега со ова искажување, искрено да кажам, не знам колку посто ќе и помоги на Македонија да се тргне тоа вето од Бугарија, за да можеме ние преговори да ги почнеме со Европска заедница. Против услуга и права на државата. Искам да ви кажам, јас не сум против него. Јас сум човек кој размислувам државнички. Треба оваа држава да ја носиме и да ја браниме, и да ја штитиме, и да ја надградуваме. А не ние да фрламе дрга и камење по некој што се бори да внеси правна сигурност во Република Северна Македонија и да ја даде еден правец и насока во кој дел да се движи Република Северна Македонија. Ви благодарам многу. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Добар ден. Да, добар ден. Абе, на луѓево што бранат една партија напаѓаат друга, никако не им е јасно дека не Мицковски, не Александар, не знам кој, да го одбереме најмудриот, најчестниот и најголемиот патриот во државава, не може да издействува тоа што го наумиле големите сили. Значи, што треба да свати овој народ? Логика е тоа. Нека се запрашаат. Ако нашиот стратешки партнер во наводници Америка сака ние да влеземе во Европска Унија, дали може Бугарија да се спротистави на Америка? Со еден телефон да заврти Бајден, да каже пуштите ги луѓето, барем нека почнат да преговараат. Дали Бугарија ќе рече не? Дали ќе се спротистави на големата Америка, јас да ги прашам овие што бранат една партија што се удвараат? Или да кажеме на Франција, или на Германија. Тие се трите кочничари. Тие имаат план да не постои Македонија и македонскиот народ. Па луѓе 30 години не мафтаат. Како не гледате со тие договори, со тие не знам какви договори во кои што губиме ние македонците, а по сценарио на Америка се чепка идентитетот, парче по парче ни се зима. До последен ден не уценуваат, све да изгубиме. На крајот знаме грб, ова што е химна и крај ќе биде на држава. Утре да смениме дека сме бугари да подпишеме, повторно нема да влеземе никогаш во Европска Унија. Планот им е Македонија, Србија и Турција никогаш да не влезат во Европска Унија. Тоа е здравата логика, освестите се. Треба веднаш да прекинеме преговори. Веднаш. Добро, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Ви се јавувам јас.
да ве поздравам вас, ама од нас. Огнен, 30 години имаме ние луѓе кои работат само за своји потреби. Мислам на луѓето кои се во партиите. Што сакам да кажам? Вие како на пазар, кога сакате да купите нешто, ама на пазарот немаш ништо квалитетно, само скапана стока. И гледаш кој е по нескапан. Овие луѓе кои досега 30 години биле во власта, сите работеле само за свој џеб. Значи, Европска Унија го знае тоа, дека нашето судство е непоправливо. Ако ние викаме, работиме на тоа да се поправи. Потоа, држава која ве множи вас со нула, а тоа мислам на Бугарија, која нема да ве пушти додека вие историјата не ја продадете. Огнен, знаеш ли ти дека со старењето, со годините, кожата на човек му се збрчкува. Меѓутоа, ако ја продадеме историјата, ќе ни се збрчка душата. Затоа, луѓе, престанете да мислите за Европска Унија. Затоа што, ја еднаш кажам, река полна со крокодили не можеш да ја пројдеш без да имаш жртви, а и самиот тој што ќе биде воѓа и тој ќе биде жртва. Мислам дека Македонија никогаш нема да влезе и затоа... Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам, добар ден. Во врска со Европската Унија, мислењето мое е веќе да не се ставаат теми воопшто. На во сите телевизии, не само кај вас, затоа што напразно си зборуваме и напразно е изгубено и времето и муабетите. Нема никаков ефект понатаму да се зборува во врска со тоа. Вчера сите добро го слушнавме господинот Стојан Андов, кој јас многу го почитувам и ги слушнавме неговите зборови. Убаво човекот кажа, колку што се сеќавам, дека сета работа која што треба да се работи е внатре, дома, во државата наша. А не да се талка по комши, Бугарија или кој знае каде, па сега Мицкос би рекол, или не знам кој, не е секој Стојан Андов, како што треба да се почитува. Не можам тука споредба да дадам со некој си Мицкос, некој било кој, да речем. Така да треба да се придржуваме кон советот на тој човек кој што има искуство како политичар и како човек и треба внатре да се земе државава, да се работи веднаш. На народот му е многу важно со колку пари живее, сите знаеме, и дека економијата е најважна за подобар живот. Ете, и институциите дека не работат, тоа како работат, тоа на сите ни е јасно и имаме многу долго работа. Затоа не ги поставувајте повеќе теми, не е важна Европската Унија. Пријатно. Пријатно, благодарам за јавувањето. Понатаму во соопштението на Мицкоски се вели: свесни сме дека нема реформи, дека практично сето она што го ветуваа не успеа да го испорачаат, но за тоа не треба сметката на крајот од денот да ја плаќа македонскиот народ и граѓаните и Македонија, и затоа ние како држава заслужуваме, како македонци и македонски народ, да ги отпочнеме преговорите и да застанеме рамо до рамо со европските народи. Со господинот Кампоменоси денеска имавме средба во рамките на утринските сесии, иако тој доаѓа од партијата Лега на господинот Салвини, која што не е дел од Европската народна партија, но ние како ВМРО-ДПМН имаме стратешка определба да воспоставиме една плодна и би рекол посериозна комуникација со партијата Лега на Салвини, бидејќи очекуваме дека наредните избори сериозно ќе ги добијат и господинот Салвини ќе биде премиер на Италија, иако во моментот се дел од владата на Италија.
Разговаравме за продолбочување на соработката, определени партиски и идеолошки правци, насоки, коментиравме и го поканивме тој или господинот Салвини во зависност од расположливиото време или некои други високи официјални лица од нивната партија да бидат дел од предизборната кампања за локалните избори. Од тоа што успеавме да слушнеме е дека ќе дадат максимум тоа да се случи, но и во тој период и во Италија има исто така локални избори, така што ќе биде малку потешко да се најде време. Но во секој случај ВМРО ДПМН поставува сериозна комуникација со Лега на Салвини. Добар ден. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Да, вака човек ако не е од тука пример и да слуша што збори Мицкоски, ќе мисли дека стварно така е. Меѓутоа македонската јавност знае кој е Мицкоски, од која партија потекнува, кои се неговите цели и зошто не сака Македонија да оди напред. Значи, не биле направени никакви реформи в Македонија, затоа Европската унија. Европската унија отворено рекла сите дека Македонија има испорачано све. Освен сега ова што Бугарија го прави ветото. Не, никој не е рекол Македонија не го направи ова, не го направи оно и затоа. Сите беа да ни помогнат да влеземе, меѓутоа не можеа со сила да ни кажат на бугарите дај тргнете го ветото. Бугарите се вадат на тоа дека договор што е направен со нив не бил имплементиран. Како железница, како патишта, учебници, некои да се смени тамо нешто, историски моменти, споменици, да се некои од страната ли сменат, што мислим дека не е тоа голема некоја пречка да се направи. Може видно да се направи и да се добие брзо датум за преговори. Од другата страна, овие опозицијата се плашат. Ако СДС добие датум за преговори, имаме влез во НАТО, тогаш тие се драг другар огнен на колена и готови се тие. Нема за никаква победа на избори. На нив ни е да се дочепат на избори, да победат, да се дочепат до владание. Не ни е ни за Македонија, ни за реформи, ни за ништо. Заев го продал името. Името Македонија не е продадено. Додадена е географска одредница што се вика Северна. Пред тоа Македонија сите ја вика Фиром. Сега ја вика Северна Македонија. Така да му порачам на Мицкоски, тоа сум го рекол неколку пати. Македонскиот народ го препознава него. Тој беше советник на еден. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, добар ден. Ајде, поздрав до тебе сега. Поздрав до сите присутни. Поздрав, благодарам, повелете. Види, сега ова Мицкоски што оди вака, тоа е во ред, ама види, јас мислам дека Зоран Заев толку што одеше, его 2 години оди по де во Франција, Макрон, де ваму, де Германија, Меркел, па Мас, тој за надворешни работи, во сите држави што се во Европска унија одеше господинот Зоран Заев. И што оттаму сите му викаат вака како што му викале на новелата на Мицкоски, дека ние се ќе направиме за да направиме и да им речеме, ама никој ништо не може да им направи на бугарите. Сите 26 земји членки рекоа дека ги исполнуваат условите. И сега бугарите викаат не поради ова. Ова сега не може тоа да го кажам се тоа. Не сум го ни запатил, што сум го прочитал што кажа нивниот председател во речиво во Брисел. Така да ова мислам дека во ред е да се работи и опозицијата доди да се бара нешто чаре и да се договорат со опозицијата докаде може да се оди, докаде може да се попушта, што не може да се попушти. И јас сум дори некогаш изненадан од господинот Зоран Заев, што многу сум за него, значи секоја чест до сега што работеше. Ама изненадан сум него некој причини што за бек тогаш таму вашите браќа вака ќе направим, да бе какви браќа, нема брат, ние вистински браќа и сестри не живееме 70% во Македонија, може би грешаме, нека изминат тие што не се така, а па не браќа со бугарите или браќа со некои други. Нема тоа е, знаеш како молење и како може да му се подлизуеш на некому браќа. Така да мислам дека во ред е ова, Мицкоски ако не сум за таа парт. Така, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден, Македонија. Да, добар ден. Повелете. Вака, ова е голема игра, не е Бугарија,
што става вето на Македонија. Има, тоа вето покрепено е од Данска, Финска, Франција и други земји. Како прошли пред 2 години. Бидејќи тога реко треба да се направи реформи во судството, да нема корупција толку и криминал. И затоа треба да бидеме самокритични, дали се десе тоа, не се десе. А друго ваму, Русија притиска на Бугарија за ова ветото, за да не влезе Македонија во ЕУ, бидејќи Русија има економски интереси во Македонија. А ова цела игранка што беше за НАТО ЕУ, тоа беше да влезе Македонија во НАТО. А Заев преговараше без гаранции. Па тоа е глупо, бе, ти мораш, сим ти мен више име, ти мораш да доби некои гаранции. Или економско обештетување. А референдумот, тоа беше консултативен. Еден консултативен референдум нема одлука. Тоа е проблем за секоја влада, а задолжителен референдум имат одлука. Значи народот тука одлучуваат. Затоа ми е чудно зашто вие новинари, политичари се карате дали бил успешен или неуспешен. Консултативен референдум не може да види ни едно друго. Тоа е проблем на влада. Една влада може да пред 20 референдуми такви, како во Швајцарска што прави. Тоа е. Чао. Пријатно, благодарам за јавувањето. Во однос на изјавата на Заев дека не треба да си даде оставка за блокадата во Европската Унија, Мицкоски истакна дека лицемерни и дволични политичари можеби не треба да се коментираат. Сепак, позицијата во моментот премиер е тешка, па мораме да ги коментираме и неговите изјави, вели тој. Во суштина истата таа причина за која што имаше предвремени избори во 2020 година, сега може би е уште посилна, бидејќи условот е многу посилен, а тоа е се бара компромис кој што ќе биде на штета на македонскиот народ, на македонската нација, посебност, традиција, јазик, култура, обичаи и така натаму, нешто што не беше случај во 2020 година. Бидејќи тогаш блокираше Франција, но блокираше од други причини, а тоа беше методологијата за преговори. Се коригираше методологијата, објективни беа и веќе Франција понатаму не го блокираше процесот. Сега Бугарија не блокира затоа што сака буквално да ја начне нашата посебност како народ, нашиот јазик, нашата култура, нашата традиција и обичаи и така натаму, нешто што навистина во 21. век е се, само не европска вредност. Добар ден. Да, ве слушам, повелете. Огнен, Молам. прв пат сејам ваша телевизија. Добро. Сејам од Битола. Поздрав за Битола, повелете. Добре, Соколовски од Битола. Дали ова не ми е мене јасно. Мицкоски вика за обезбедување за еднина потребни се европски интеграции. Вас ви е верно ова што опишувате или тој го кажа тоа? Негово, со оглед на тоа дека е за 2 точки, негово е, да. Негово е. И добро, тие се негират тие. Се негират, така? Молам? Тие и кочат, сите работи и кочат. Шо изјавува? Ова е демагогија, ова е. Така. Демагогија, права демагогија. За вика, за безбедување на иднината потребни се европски интеграции. Хајде, молим те, професор на факултет, предава на студенти таму. Па јас имам професори 30 ми предавај, ова не можем да го разберам ова. Ова чудо невидено ова е. Од една страна сакат европски интеграции, од друга страна се кочат по парламентот. Се е закочено, така? Дали е така, да не сум право? Генерално, да. Не генерално, туку да. Не генерално, да. Добро. А за бугарското прашање, ние сами сме криви, Огнен. Така. Па не е така, туку така е, сигурно е. Ко заврши Крушевската република, кај појда сите комедите, председател на Крушевската република, се навлегувам да го прашам, се нервирам. Кај заминаа сите Бугарина, заминаа сите. Имаш познавање од тој, има читано нешто? Да, господине. Питу Гули остана само во Крушево, другите сите заминаа Бугарија. Дали сум го право, Огнен?
За Делда? Да. Добро, истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, добар ден. Ова младо дете похвала. Добри зони има и ова. Меѓу поентата друга, една мала дигресија само. Јас пред 10-15 години барам една река, со едно другарче, што бе ВМРО, не битно тој едно другар од дете, и бараме дозвола за една таму да засли она и добиме германска турбина бесплатно. Се, купуварам да добиме дозвола, не добиме. Мене ме интересира како Мицковски 4 центар, дали ги продал, не ги продал. Нека каже еднаш како брегалница колку што е моја и негова. Ако сум ја на црна река доте. Второ, ме интересира зашто ово што претhodно каже ми го зели споро, зашто ни кочат за социјални работници, за војската, за ова, за све живо и диво. И трето, да му кажам еднаш, дека кај нас во цел Балкан премиерите што сакат да застанат на најдобрата власт, ги бираат други. Ги бира Европска заедница, а посебно Уиска сам. Према тоа. Додека игра, дали е заедно на нивни шици, он ќе седи. Утре за бајле, оние ве се Борисов има некои шанси, ќе речат, не може некаде друг, тај може глумец, може ова. Поентата ми е следна, дека ние сме малечки, никакви, добро што не отхрануваат со тие фондови, али поентата е дека ние не можеме да останеме ако нас не прифати каква таквата заедница. А што се однесува до бугарите, нека сада таму чушки, нека го видат јазикот, нога кака, кожа го плюва, желка костенука и така натаму, дека не се плеткат, оти секој што ни ќе изгуба. И сега изгубија. Не такво нога, а ќе се замразиме генерација. И тука нема спас, тоа е попасно дали ќе не гласа или не гласа. Аривидерче. Добро, благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па за темата, да, треба да се стреме кон членство на Европската Унија, но кога Европската Унија не држи толку долго во чекалната, па и да не држи, ние треба да изградиме мост на соработка и со земјите од истокот, како што направи Вучиќ. Гледаме дека тие земји си направија една унија меѓу себе, Русија и низините соседни држави, Евроазиска унија. Треба да изградиме мост на соработка, економска мислам, и со Кина, и да влеземе и да не пуштаат и да не пуштаат. Вака ќе се чекаме ние уште долго во чекалната. Тоа се гледа. Инаку ние сме потребни во Европа и на Европа, и Европа не е потребна на нас. Имаме заеднички пазар, размена на стока, трговија, знаеме, имаме извоз во Европската Унија, но ако не пуштаат, ако не почнат вака со малтретирање, можеме да се свртиме скроз кон истокот и да не сработуваме ако е тоа пазариното одење. Можеме и друг да избереме, друга партија, некоја независна, што ја нема сега од овие криминалните, и да не води во права насока. Вака не оди. Се ево, НАТО, и во НАТО никој не сакаше да влезе, иако е СЕУ со толку многу држави. Никој не сакаше. Референдумот беше нула. Тоа е 16% од целото гласачко тело излезе таму на референдум. Ај нека излезат 100% да видиме кој е за НАТО. Добро. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Следен на линија, добар ден. Добар ден. Да, повелете, ве слушам. Па, Заев е крив за ова. Ја продава државата. Државата одамна е продадена. Како прво државата е продадена тие што најмногу граниме. Нашите природбеници. Сите од прв до последен се кажува, че се Българи. Ете,
една точка. Последната битка во Првата светска војна, Сабајле баш гледав документарна емисија. Во војската која што беше претежно Штипјан и едно друго, ја предводеше Тодор Александров. Нормално се бореше за царот. Значи, таа е последната брегалничка битка. Значи, се бореше за бугарскиот цар. Сега, во најново време, пасошите, бугарските пасоши. Зошто бугарски пасоши? Шо ќе му се на народо бугарски пасоши? За една кола раѓасана што ќе увезат без царина или што ќе ја возикат без царина? Зато му се бугарски пасоши. Неам ништо против да одат Германија да работат. Ама тие не одат по Германија, тие се тука, се врткат низ Македонија. И сега, шо? Кој е крив? Јас кривецот тука го гледам. Баш овај Мицковски кој што очигледно мачка очи. Го навлекува народот. Сите тие работи. Значи сите тие негови предходници, па и сегашните, некти баш и Александар го гледав, речи го секретарот на партијата, за кој е за него позитивна личност, Тодор Александров бил позитивна. Дали е Тодор Александров или Ванчо Михајлов? Значи, едниот и другиот беа бугари. Се кажува дека се бугари. И јас не знам, очигледно дека губим. Истече времето, благодарам за јавувањето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, добар ден, повелете. Па, пред да почнем би сакал една мала, два збора, само една реплика на некои луѓе. Ајде. Кога ќе кажат дека се продава историјата, нека се сетат дека петокраката беше дел од нашата историја, ја избришеме од грбот. Кога ќе речат се продава историјата, се продава потеклото, нека се сетат дека некој копа под дупки, прави фалсификат документи да докаже дека е бугарин, пород, тој и неговиот прадедо. Тогаш, ете како се продава историјата и како се продава коренот. Самите си го продаваме. А што се однесе за Мицковски, после да неговата фамозна изјава минатата недела во врска со покачувањето на струјата или загубите во Елем, јас буквално го сватив како он да жали што струјата нема да поскапи. Па така и денешнава изјава не можам да ја разберам. Ние сите знаеме дека на оваа држава и се потребни тие европски интеграции. Но како да ги добие е прашањето? На тоа фамозно прашање Мицковски треба да каже еднаш свој став. Како да се поминат тие европски интеграции, патот да се помине кога знаеме дека тој пат води преку Грција и Бугарија. Тоа ти исто коно вртиш околу киша, околу краговица, што викаат србите, така и Мицковски. Кажи го ме мајсторе, патот. Како да го поминеме патот кога ги имаш Грција и една Бугарија ги имаш, што секој ден ти дуваат у врат и те кочат. И на крај крајева, дај бе нека искочат тие неговите пратеници што беа спомнати од Каракачанов, нека покажат дека биле во Софија и го тужеле за клевета за нивните бугарски пасоши. Дај нека докажат стварно и официјално дека се македонски пород и дека Каракачанов ги клеветал, нека покажат тужбата што ја дали у Софија. Па да речеме дека стварно тие луѓе немале бугарски пасоши. Вака искача дека имаат бугарски пасоши, чута. А бугарските пасоши во Германија, да ти кажам право, ја не знам колку ќе покажат дека се овие македонци. Таму кој... Така, благодарам за јавувањето. Истече времето. Следен на линија, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, повелете. Господин Огнен. Молам. Поздрав до вас и до емисијата. Благодарам, поздрав, повелете. За разлика од некои соговорници што патриотски се однесуваат за идентитетот, Добро. јас би говорил малку за имунитетот на македонец. Хајде, повелете. И како преку слабиот имунитет го губи и идентитетот. Имено, никој не изреагирал досега дека нашиот литературен јазик е веќе истрошен. Понатак, нашата македонска лингвистичка елита со прст не мрднува како македонскиот јазик се претвора во билингвизмот, билингвистички, при неговата примена во бизнисот, медиумите, надписите, преводите во филмовите, во изреките, секојдневниот жаргон. Барем да се загрижи таа наша елита и се потруди да препорачува за истото. Според мене, нашите елити, лингвисти, го применуваат и не
подсеќа на него, на македонскиот литературен јазик, само како да е нивно лично домашно љубимче и така театрално се однесуваат како да изучуваат еден од изумрените јазици. Што се однесува до Састефанска Бугарија, само да подсетам дека за неја имаше доброволци од Македонија, а по нејзиното повлекување повторно се воспостави османлиската држава. Па како ни милува, господине. Благодарам. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој стерен на линија? Добар ден. Добар ден. Да, повелете. Значи, ме чуди како некои луѓе што не се стручни за историја даваат мислење овде за историски факти. Тодор Александров беше прогласен за втора личност на 20-тиот највлијателна личност заедно со Никола Тесла. Да беше бугарин, немаше потреба да се бори за Бугарија, Бугарија си беше држава. Значи, Тодор Александров се бореше за независна Македонија. И со овие нивни изјави само идат на контото на Бугарија, носат поени. Многу знаат историја, а не знаат дека бабата на Шекеринска земала 41 година бугарска пензија. Не пасош, него пензија. Во писмото, кај што ја бара пензијата, пишува поради заслуги на мојот сопруг за воздигнување на бугарското царство, на бугарската држава. Значи, тоа не е ништо, тоа не го знаат од историјата, а знаат овде некој кој зема пасош. Па вчера едно пријателка моја зема пасош, отиде во Германија, медицинска сестра. Не сака овде да работи за 20.000, патриотка е девојчето, значи докажана. Од екзистенцијални причини си зема бугарски пасош. Па ја имам во Америка, во Австралија роднини со пасоши амерички, австралиски. Македонци се, не се американци, не се австралијанци. Што ги мешаат баби и жаби? Овде само им идат на рака на бугарите. Значи, едини начин овој проблем да се реши. Заев многу го ги решава. Значи, ја поддржувам, го реши со Грција, го реши со Бугарија проблемот. Сега може да го реши и со Србија, со црквата. Значи, може да го назначиме за духовен водач, пошто е подобар и од владиката Стефан. Стефан, која кажува некои зборови, пола народ се крсти, пола не. А Заев која зборува, цел народ се крсти. Значи, сигурен сум дека ќе го реши проблемот. Пријатно. Благодарам за јавувањето. Штета што за изјавата која што ја дадовте во однос на Тодор Александров и Никола Тесла како најзначајни лица прогласени за 20-тиот век, никаде не постои во однос на да се најде комбинација од тие две имиња. Во соопштението испратено од Христијан Мицкоски, председател на ВМРО ДПМНЕ, се вели уште и следното. Бугарија не блокира затоа што сака буквално да ја начне нашата посебност како народ, нашиот јазик, нашата култура, нашата традиција и обичаи и така натаму. Нешто што на вистина во 21. век е се, само не е европска вредност. Зоран Заев ветува дека се ќе потпише тука кога ќе дојде, во Македонија вели дека тоа не е точно. Но таму кога седи на маса, зашто постојат и белешки од тие разговори, бидејќи заборава дека е премиер, луѓето си прават белешки и потоа тие прибелешки излегуваат во јавност. Тоа што можам да порачам е дека не само што има причина, туку јас не гледам ниту една причина зошто да остане на тоа место каде што е таму, односно премиер на Македонија, така што не треба да гледа причина, треба веднаш да се повлече и да распишеме предвремени парламентарни избори. Се завршува соопштението со овој текст. Добар ден! Јас се крстам во нашата една единствена сакана татковина Македонија. И се крстам за подобро утре на вас младите. А за жал, господинот Мицковски по возраст е буквално 77 годиште роден, врсник со мојот син. Јас со мојот син знам да си направам многу убав другарски муабет и да се пошегуваме и да се насмеем. Не знам, младиот господин Мицковски дали знае да се насмее, дали знае да се пошегува со некого, дали знае внатре од душата да му бликне еден убав збор према нашата сакана татковина Македонија. Па како да бидам ја човек и да го третирам него за човек, ве молам? Па тој е единствениот од политичарите кои што кажа дека во нашава сакана татковина Македонија се применуваат усташки методи, ве молам. Па тоа све се регистрира. Па се чудиме поранешна фашистичка Бугарија како реагира према нас. Под неговиот табор, ете го десно од него е Милошовски.
Ве молам, легендата и днината на нашата сакана татковина го нарече джуджето од... Па тоа е партија. Па ве молам, подсетете Мицковски настапи на изборите во позадина. Како лидер на партија во позадина. Ако успееме, бидам премиер. Ако не, ќе бидам ово што сум. Па да не бидам вулгарен. Млад господине, ти си најголемото зло на нашата татковина. И запамтете сите во нашата сакана татковина Македонија. Додека не се тргне при давката ДПМН, диктаторска партија на Македонија, и нека ни го пушта светото име ВМРО ДПМН на Македонија. Да сме здрави и живи. Благодарам за јавувањето, ве поздравувам. Дали имаме некој следен на линија? Добар ден. Ало. Да, добар ден, повелете. Добар ден, се слушаме овде? Да, се слушаме, повелете. Еве, јас би сакал да го кажам моето мислење. Ајде. Изјавата што стои на кајронот од Мицковски мене лично ништо не ми значи. Добро. Бидејќи мислам дека е обична фарса. Многу би ме интересирало мене лично што ова тројка разговара зад затворени врати. Особено на средбата со Салвини. Поранешен министер за внатрешни работи на Италија, тесно поврзан со Јанез Јанша, со Виктор Орбан, со Груевски, со локалниот вестник Лаверита, новинарот од Словенија, кои го конструирале случајот Рекет. Што разговараат тие со Салвини? Дали може да очекуваме наредниве денови некоја нова конструкција на некои нови случувања пред изборите? Ти благодарам многу и имај пријатен ден. Благодарам и јас вам ви посакувам убав ден. Дали имаме некој следен на линија, повелете? Да, јас сум. Да, добар ден, повелете. Добар ден. Повелете. На 24 сум, нели? Да. Во програма сте веќе, повелете, ве слушаме. Во програма сум? Да, веќе. Зашто слушам друго? Да, само намалете го тонот на телевизорот, режија ресетирајте тајмер. Повелете. Момент. Како? Одма директно вклучуваме, нема време за чекање. Па добро, вклучите. Повелете. Јас ја поздравувам емисијава. Благодарам. Водителот е прекрасно, младо, интелигентно момче. Иако е млад, јас сум повозрастна, страшно многу оценувам и му верувам. Како он не прифаќа, како разговара, како мисли, читам. Исклучително позитивна личност. И телевизијата цела ја сакам 24. Благодарам многу. Многу често. Околу ова прашање. Ајде. Мора ли ова прашање тука да стои на екранот цело време? Мицковски за обезбедување на еднината, за потребите на европските интеграции. Зависи кој како го доживува, но сепак нека излезе, тргните го, бре, не се гледа овде. Јас сум од Скопје, возрастна сум, многу имам искуство, знам емисија што е, знам како треба да биде, па не се гледа ова. Заев и целата негова влада се трудат како и другите влади. Лично мислам дека се влада која што на вистина работи. Јас, например, имам позитивно мислење за нив. Но не може секој пат да се победи. И тоа треба да го имаме на ум. Имаат резултати, тоа ме радува. Некој пат нема да успеат. Па тоа не се они магионичари, па се да се успее. Треба ние народот секако да помагаме и помагаме, ми се чини. Мене ова со вакцините ме воскита како народот се заврте, но да се вратам јас на Мицковски и на неговата тајфа околу него. Сва права се нашле на тие места. Поставете гледачката режија. Да, зборувајте, повелете. Меѓутоа, толку е негативен човек, толку влијае негативно на луѓето, освен што ќе те изнервира момент, во тој момент кога го слушам, ништо друго не постигнува. Само викам, леле, овие млади луѓе, професори, погледни колку на вистина ништо не кажуваат, само едни своји желби кажуваат, што он да стане, кого он да сруши, за он да се намести. Јас така го доживувам, може да сум во право, се извинувам за тоа, ако е така, но секако толку негативно влијае, па децата лише кои ќе чујат по дома Мицковски, гаси. Добро. Затоа што гледат како другите се нервираат.
Го продолживме малку повеќе времето, ќе ми простите што ќе морам да скратам, со оглед на тоа дека додека остваривме комуникација, со оглед на тоа дека претпоставам дека вие вакво прво звонење во однос на тоа. Благодарам за јавувањето и мислам режија дека имаме време за уште еден гледач кој што веќе почека. Добар ден. Ало, добар ден. Да, повелете. Поздрав до почитуваниот водител. Благодарам, поздрав, повелете. Од секогаш сум ја пратила оваа емисија и секогаш ми оставала јак печаток. Благодарам. Особено од посебно интелигентниот, не да речем интелигентниот, посебно интелигентниот водител, господинот Јаневски. Благодарам. Инаку јас сум гледач од Прилеп, Жив, здрав. И сакам накратко Ајде. да се на темава да се обрат. Ве слушам. Мицкоски. А што има ние за Мицкоски да дискутираме? И да име праша нешто. А тој не е прво и прво македонец. Тој е Мицкоски тушинец. Од Тушиње. И него му е сеедно што ќе биде во Македонија. Тој ги гледа само своите лични интереси. Не гледа ништо друго. Што сакаме ние од него? Што бараме ние? А ова што го кажа таму. Ајде, ако е така, тој нека им каже на своите пратеници таму, советници и така натаму, по општините, да бидат конструктивни, а не да бидат деструктивни во секоја смисла. И ќе кажува таму некој, го слушнав еден, толку ме навреди, ми се меша во мојата професија. Личности на 20 век биле Никола Тесла и Тодор Александров, да. А Тодор Александров го уби нашиот Ѓорче Петров. Душата на ВМРО. А тој сега ќе го велича овде Тодор Александров. Ајде, како не се срамат такви да произведуваат некои невистини. И треба да внимаваме затоа што ова што го зборуваме оди во етерот и оди низ целиот свет. Така. Да кажеме она што е навистина ние како македонци сме го заслужиле. Иритиран сум многу. Ве поздравувам, господине Јаневски. Се најдобро. Благодарам и јас ве поздравувам и благодарам за јавувањето. Последен гледач режија ве подсетија веќе дека се спремаме за вести со позадината која што ни ја пуштија. Кратко само. Славко Лони пишува, вели, вистинска причина за пречките од Република Бугарија е нашата предозираност од корупција. Па ЕУ ги навлекла дипломатските ракавици на Софија и тоа изнаоѓа те ова те она, што исто така потврда за наведената суштина. Ние треба да ја сватиме пораката и да ги завршиме сите домашни работи и тоа повеќе од потребното. Додека пак Тане и вели, Мицкоски да не филозофира многу, затоа што македонските состојби се во најголем дел резултат на криминалното и пробугарското владење на неговата партија. Антонио Милошевски и многу други се осведочени бугарофили. И тие му се во моментот во најтесното раководство, исто така Мицкоски не успева или не сакаше да се дистанцира од груевизмот и затоа неговиот осврт на македонските состојби е чукање празна слама. И да додадам, ако Мицкоски беше родолюб, немаше да ги кочи сите процеси по дефолт кои се од општ интерес. И понатаму само Игор ја пишува, вели, здраво Огнен, поздрав од Игор, во врска со изјавата на Мицкоски, мислам дека треба тој како лидер на партија и партијата негова треба да престанат да вршат и делуваат деструктивно и редно е да признае дека Заев е тој што не внесе во НАТО и прават се некои патриоти да ги прашаме овие патриоти дали и колку од нив имаат бугарски пасоши. Со пасош се декларираш бугарин и ако се овие што го напаѓаат вистински патриоти ќе признаат дека имаат бугарски корени, а пример јас немам бугарски пасош и се гордеам бидејќи сакам да влезам во ЕУ како што македонец што зборува македонски јазик. Поздрав Огнен. Благодарам Игор, поздрав за вас, така и за сите оние кои се јавија или ни пишаа порака. Останете со нас, следува дневникот во 17 часот, се гледаме повторно утре. Пријатно.